Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во оваа емисија денеска ќе зборуваме на една многу интересна тема која што не ги засега премногу мајки и се надевам дека нема да ги засега премногу мајки, но сепак е една многу важна тема заради тоа што искуството досега ми има покажано дека многу често мајките одложуваат некои интервенции, операции и така натаму само од единствена причина што дојат. Денеска, и баш бидејќи јас имав неодамна операција и отстранив жолчката, се инспирирав откако на Инстаграм многу ми пишавте и јас ја извадив, вака поминав, така поминав и сватив дека споделувањето на искуството во тие моменти е навистина многу важно, да знаеме едноставно што не чека, особено за оние кои што се со бебиња дома и кои што дојат. Многу пораки добив, каде што мајките ми пиша, леле, јас треба да ја извадам, имам болки и се, али пошто дојам одложувам. И се запрашав дали стварно треба, нели, да се одложи. Мислам, прашањето е одговорот, јас го знам, меѓутоа сакав малку подетално да ви го доближам. Знаев дека смее да се прави операцијата, смее да се дои, но оваа епизода ја посветувам ако не чека некаква операција, некаков зафат, а се уште доиме, доиме или новороденче, или бебенце, па и детенце, да поминеме заедно низ ова путешествие и да видиме кои се работи треба да ги испланираме унапред, за едноставно да може сето тоа најгладко да помине од аспект на организација со нашето бебенце. Нормално, не секој пат можеме се до крај да испланираме и да биде се совршено, но колку толку мајката да добие една смиреност дека добро, можам да одам, еве, се ќе биде под контрола. Бидејќи, нажалост, најчесто нападите на жолчка се случуваат или во текот на бременоста заради хормоните особено, или непосредно по породувањето. Многу мајки имале проблеми нагло со жолчката, па ајде да поминеме оваа тема. И нормално не е само жолчката, туку овде вклучуваме секакви зафати, не можеме сите да ги поминеме, но барем да дадеме една ориентација за сите зафати, што тоа значи, кои се нели предизвиците. Бидејќи јас не доев додека ја вадев жолчката, бев малце покомотна од тој аспект, решив денеска гостин да ми биде Ивана. Ивана е мајка која што ја знаете и од други места, кога ќе го слушнете гласот, ќе кажете, Ивана, веќе ми беше гостинка и на Инстаграм, на интерактивните кафе пиења, каде што зборувавме на тема силиконски брадавици, тоа беше со првото бебенце, а сега со второто бебенце, тука баш да ни го сподели искуството за... Извинете, јас малце ќе ви кашлам. Да го сподели искуството за отстранување на жолчката за време на доење, и тоа доење на 3-месечно бебенце. Така? Да. Здраво, Ивана. Како си? Добра, како си ти? Добро, уште кашлам бидејќи бев неодамна болна, ама ова ќе си трае, така што затоа ќе се извинам да кашлам и така натаму во текот на оваа епизода. Се надам ќе нема многу тоа да смета. Така ми е периодот. Колку дена... Драго што сум денеска тука со тебе, фала за поканата и се надевам дека моето, па и твоето искуство ќе биде многу значајно за мајки. Ако можеме барем на една да и помогнеме, ќе ни биде најголемиот успех. Ако може на повеќе е супер. И мислам дека ова ќе им биде поттик на мајките што ги одложуваат интервенциите, да не се плашат и конечно да се охрабрат да ја донесат одлуката да ја направат интервенцијата.
Нормално. Нашите две искуства беа баш онака во размак од 2-3 месеци. Да. Од колку? Ти во 2 декември, месеци. јас во февруари. Во февруари, точно, 2 месеци, јас ја поминав процедурата нормално без да дојам, меѓутоа сето тоа искрено ми даде на некој начин и доста добар увид во периодот на закрепнување во сите проблеми, бидејќи имам искуство нели со доење, и баш се запрашав што се треба, еве да доев сега јас, кои работи мене ќе ми беа предизвици. И баш затоа нели ти кога ми пиша леле и мене ме чека операција, а имам малечко бебенце што го дојам, јас Ивана баш поминавме низ тој процес на тоа што се треба да испланира, но едно е кога зборувавме пред операцијата, друго е кога се случи операцијата и понатаму што беше, и баш денес сме тука за да се сподели од страна на Ивана баш тоа искуство. Значи, што правевме предходно, што правевме подоцна. Од аспект на тоа, за операцијата, сите ве охрабрувам, што имате проблем, одете на доктор, консултирајте се, видете, ако докторот каже, нема, не знам, воспалителни процеси така натаму, можете да причекате во ред, меѓутоа, ако навистина имате совет, ова треба да се вади, како што баш и ка Иван, нели ти беше кажан, Иван, ова треба да се вади, и што побрзо треба да се вади, да не се одложуваат тие интервенции заради тоа што секој пат велам, нели, кај доењето, да ставиме на вага ризик наспроти бенефит. Кој е ризикот? Дали постои ризик од одбивање на бебето или така натаму? Сега не зборуваме за другите ризици. Но кој е бенефитот ако се работи нели за здравјето на мајката? Јас од мој аспект застанав и решив да извадам затоа што си реков, мене ми се случи последниот напад кај што заврши во болница ден откако се вративме со кола, од цело патување од Македонија на кај Германија. Си реков да ми се случеше по пат каде, како, тоа е толку пострашно, понервозно и бидејќи во последните 2,5 години имав често, значи на 2,5-3 месеци, имав такви напади, едноставно решив Наташа време и тоа. И мораше да се охрабрам, мораше да го направам тоа. Кај тебе ја погледна жолчката, видеа, немаше баш напади, среќна си. Мене беше малку поинакво искуството. Јас ми диагностицираа камења во жолчка уште пред некои 2 години на систематски преглед, ама тогаш ми кажаа дека нели, ако немам проблеми, не мора да ја вадам, дека можам да живеам цел живот со тие камења. Меѓутоа, за жал, 3 недели после раѓањето на Јована, мене ме фати напад на жолчката, кој што уствари јас немав појма дека е напад на жолчката, него јас се уплашив, мислев дека е срцев напад, пошто баш кај градите ме болеше. Да. И од тука почна уствари моето патешествие. На крај стигнав до гастроентероскописки доктор, кој што на ехо ми вида и ми кажа дека таа жолчка мора да се извади подхитно. И ми кажа, знам, вика, дека имаш мало бебе, се тоа, вика, разбирам, меѓутоа, вика, мојот совет како стручно лице, како доктор, е што е можно побрзо оваа жолчка да ја извадиш пред да ти направи поголеми компликации. Затоа што, вика, сега во денешно време ја имаме среќата да жолчките ги оперираме лапароскопски, кај што самата операција е многу поедноставна и самиот процес на опоравување е многу поедноставен, за разлика од класична операција. И друго е, вика, кога правиш планирана операција на жолчката, друго е кога е, не дај Боже, хитен случај. Јасно. Тоа е секој. Затоа, вика, мојот совет е, вика, што е можно побрзо да ја извадиш. Тоа беше негде пред Нова година. И нормално, како и секоја мајка со 3-недално бебе, јас се извадив од памет и искрено многу тешко ми падна тоа. Посебно, значи, мене како што, например, сум јас огромен поборник за доење, мене, например, доењето ми е една од најбитните работи во животот за бебето и ми беше најмногу заради доењето. Меѓутоа седнав, размислив, се консултирав со тебе, фала ти многу што постоиш, еднаш. Ти ми го сподели целото твое искуство, пошто јас, уствари, не се плашев толку од операцијата, туку повеќе се плашев од периодот на опоравување после тоа, зашто не знаев како изгледа опоравување после операција и дали ќе можам јас да го дојам бебето. И исто така од разделбата додека си нели во болница. Значи тоа е многу чест страв кој што го имаат мајките, сакам да ви кажам, не се секирете, сите овие работи што ми ги раскаже се многу нормални, фала Богу, за една мајка. И оној момент исто ми е секој пат интересен кога мајката ќе каже не размислував за мене, едноставно мене ми беше
за детето, како ќе се опоравам после се, Апсолутно. инстинктот што ни доаѓа не се става на прво место, Да, туку детето што како. Во ниеден момент не размислив како ќе бидам јас, него најголемите грижи ми беа околу бебето. Како ќе се разделиме, што ќе прави без мене, дали ќе можат да ја хранат со шише, што ќе пие, како ќе биде, дали ќе се одбие од доење, дали после ќе можеме успешно да продолжиме да се доиме. Значи, сите грижи беа поврзани околу бебето. Јас уопште не се ставив на вага во целата приказна, ама се ставив на вага во размислувањето вака. Значи, беше работата дали да се одложува операцијата или да се прави операцијата. И на крај, и во разговор со моите блиски, донесовме одлука базирана на следното. На децата им треба здрава и среќна и права мајка. Значи, на крајот на денот, кога ќе се стави на вага бенефитите наспроти ризиците, здрава мајка е тоа што им треба на децата. Значи, не е пошто зошто ние да си ги одложуваме тие интервенции, ако тоа ни е многу голем ризик по здравието наше. Затоа што тоа разговаравме, ако не дај Боже се искомплицираше ситуацијата кај мене, ќе завршев веројатно на некоја покомплицирана операција, периодот на опоравување ќе ми беше многу подолг, периодот на разделба ќе ми беше многу подолг и уствари сите стравови што ги имав јас во врска со доењето ќе излезеа вистина ако не се одлучев на овој чекор да си ја направам едноставната варијанта на операцијата. Така да ги охрабрувам сите мајки да си стават тоа на вага и да си запамтат дека најважно е мајката да е жива, здрава, за да има и да биде тука за нејзините деца. Јасно. Тука јас би се вклучила само да надополнам дека иако во епизодата зборуваме нели за колецистектомија, за отстранување на жолчка, сепак тука се вклучени и останати интервенции кои што се од важно здравје на мајката, кои што мајките најчесто ги одложуваат. Пример, многу често имам ситуација каде што мајката одложува, например, некаква стоматолошка интервенција. Ај, ова не можам сега да го правам затоа што дојам. Не можам ова да го правам затоа што дојам. Или, например, треба да направат, да кажеме, компјутерска томографија, магнетна резонанца, некои работи кои што се навистина важни и секој пат се прашуваат дали ово оди со доење, колку време нема да смеам да дојам, рентген ако направам, колку време нема да смеам да дојам. Многу често добивам такви пораки. Особено исто така, тука би вклучила и уште едно нешто многу важно, преглед на гради, дали е мамографија, дали е ехо, ве молам не одложувајте само заради тоа што доите. Доењето не треба да биде никаква пречка за да се направи рутински преглед на градите. Значи се што опфаќа, нели што е важно, дури и рутински прегледи што треба да си ги правиме, не треба да ги одложуваме само заради тоа што ние во моментот доиме. Доењето може да трае година, 2, 3 години, значи мислам не можеме ние во цел тој период да го ставиме целиот наш живот нели на пауза и само заради тоа што доиме. Животот си тече најнормално, доењето некој пат знае да биде предизвик за одредени работи, но најчесто сите овие работи, процедури, рутински прегледи можат најнормално да се случат. Значи најнормално да си ги закажете, да си направите, ретко може да се случи кај да речеме кај некој од компјутерска томографија, например, со контраст. Многу ретко може да се случи каде што ако треба да се користи контраст, контрастот да не е компатибилен. Најчесто и се користат контрасти што се компатибилни со доење. Значи, убаво истражете, прашајте, читајте, информирајте се за да не одложувате работи. Ние сега зборуваме, како што кажав, за една операција, нормално ние не можеме да ви кажеме сите вие што имате мака со жочката мора да се оперирате, од тука се изземаме од било каква одговорност, нормално одлуката е ваша и нормално во согласност со она што стручното лице, вашиот доктор ви го има кажано, но што и да слушнете, тоа сакав мисто само и да донесеме малку вака на маса, да извадиме темата, дека некој пат мајките исто така добиваат совет, прво престани со доење заради, пример, анестетиците. И сега би сакала да започнеме темата кои се
предизвици покрај стравот како ќе оди доењето кога ќе ме нема, стравот бебето што ќе добие нели за јадење, дали ќе можат да го нахранат бебето додека ме нема. Ајде сега да ја погледнеме и мајката. Значи што се случува малтене со мајката, што се може да биде како резултат на процедурата пречка. Што може да ни биде пречка? Секој пат треба да размислиме нели за анестетиците. Имено, тоа што ти го направи, значи баш ја раскажуваме тоата приказна и даваме на некој начин насоки што треба се направи. Се сеќавам да се надоврзам на претходното. Јас првото дете го доев 3 години. Планирам здравје Боже нели и второво дете да го дојам подолго време и затоа убаво кажа, не е доењето пречка во животот, голема пречка во животот, затоа што на крајот на денот, ако ти доиш 3 години, а треба да правиш некоја медицинска интервенција, ќе ја одложиш за 3 години. Сепак здравјето твое е многу поважно неголи доењето, а плюс многу работи се компатибилни со доење. Што многу малку работи има кои што може да бидат реална пречка за доењето. Значи првиот момент нели кога се спреме ти за операцијата, она што го разговаравме јас и ти беше оди, кога ќе одиш или да ја закажеш и уште еднаш да те прегледат, да се консултираш нели да ти информираат како ќе оди процедурата се. Прво што ти реков и што се договоривме, прашај ги кои анестетици ќе се користат, дали се компатибилни со доење, дали нели да можеме да ги провериме. Тие уште таму и самите доктори, што беше супер ти кажа, овие анестетици се користат, компатибилни се со доење, не треба да се грижиш. Значи, драги мајки, анестетиците се сосема во ред, нормално во моментот кога мајката знаете, тука ќе ги напоменам уште еднаш дека и на Инстаграм во Highlight, и на мојата веб страница имате подел од новости, специјален текст, статија што имам напишана за медикаменти и доење. Отворете, таму се наоѓаат веб страници, значи светски познати веб страници, каде што ако го пишете генеричкото име на било кој медикамент, излегуваат нели резимирани информации за тоа дали тој лек е компатибилен или не, вклучувајќи анестетици, вклучувајќи суплементи, значи се живо и диво може да најдете, особено на таа лактанција страницата што е e-lactancija.org. Слободно побарајте, видете, прочитајте, информирајте се. Ако вашиот доктор ви рече не, дури вие одете со тие информации, разговарате, видете, јас видов дека може, ајде да размислиме, да видиме уште еднаш, значи нека не ви биде пречка нешто. Но побарајте. Јас имав среќа што имав поддршка и од докторите, пошто јас и со хирургот, и со анестезиологот, кога прашав за доење, самите ми рекоа, воопшто немој да се грижиш, анестетиците не се пречка, дури вика, кога ќе заврши операцијата, штом се освестиш од анестезијата, одма може да ти го донесат бебето во болница да го доиш. И кога се вратиш од болница, можеш, вика, слободно да си продолжиш да доиш. Значи, дури, вика, одма штом се разбудиш, можеш да доиш. Вика, сега тие лекови што ние ги користиме, не се, вика, како не остануваат се користеле и не остануваат долго во системот. Значи, чим, вика, ти се освестиш од анестезијата, одма, вика, може да ти го донесат бебето да го доиш. Тоа е моментот штом веќе мајката може да функционира, да стане, да оди се да прави, тоа значи дека концентрацијата на анестетиците во крвта веќе не е по-сигнификантна за нели да има било какво влијание во секреција во мечиното млеко. Да, после тоа друго што ми беше мене исто голема дилема и страв, што ќе јаде бебето додека мене ме нема. Јас тука, извини, само ќе те прекинам, но тоа ќе се вратиме на крај, да се задржиме се уште на пречките, значи додека си во болница. Значи, имаме пречката прво анестетиците процедурата, која што нели ти е паника што како ќе помине. Процедурата ќе ви објасни, тука не можеме ние да кажеме дека кај секој од вас би било лапароскопски или не, значи тука не навлегуваме воопшто, тоа значи вашиот доктор се ќе ви објасни што како. И мислам ова важи генерално општо за сите, како што кажав, интервенции. Прашувате за анестетиците, а ако има потреба да пиете превентивно после тоа антибиотска терапија, што може да се случи или да ви дадат антибиотици, прашувате за антибиотиците и компатибилноста. Исто така на се со доењето, прашувате за самата процедура, самиот зафат, како изгледа и колку време сте вие во болница.
Значи, кој е периодот на хоспитализација, колку време останувате во болница, за да можете после тоа да го направите, она сигурно што го зборуваме, планот за она што викаме менеджмент дома, како сето тоа да го организираме. И нормално, она што викаме recovery time, време на закрепнување. Како изгледа закрепнувањето после процесот, колку време од прилика треба, бидејќи повторно се индивидуално. Еве Ивана, например, е доста пофит од ја што бев, наискрено ви кажувам. Значи, тоа се индивидуално после тоа како ќе биде, но најчесто прашувате кои предизвици јас би ги имала заради тоа што се наоѓам во една постоперативна фаза и кои се болки или нели што се може, како например во оваа ситуација, нели, од самата процедура до пчињето што се прават се во областа на стомакот. Да. Ако дојам, да речеме, во фудбалска топка, ако дојам во лулка, дали ќе притиска, дали, значи од тој аспект менеджмент за постоперативниот период, дали треба да лежам цело време, дали ќе можам да станам. Значи сите дали ќе можам да го кревам бебето, например, дали јас можам да беше го кревам. првото нешто што го прашав докторот. Дали Докторот праша да... колку тежи бебето, толку тежи, добро, можеш да го креваш слободно, не е ништо страшно. Јасно, за да може едноставно и дома да се организирате. Дали ми треба поддршка после операцијата, дали ќе можам да останам сама дома, дали ми треба да има некој дома цело време да ми помага. Значи, тие работи зависат многу од самата операција, од самиот зафат што треба да се направи и е вредно убаво, нели, детално да си ги прочитате, да си ги чисто за да знаете што од прилика може да ве очекува. Точно што очекува не се знае, али што од прилика ве очекува за да може да си спланирате се. Тие се генерално предизвиците што кај оваа операција, јас кога поминав прво нешто Ивана, нели што беше што ти кажав. Значи, анестетиците се во ред, после тоа, единствено нешто што би било предизвик се како со болките во областа на стомакот, бидејќи има, значи има одредени болки, да не се лажеме, значи има после тоа болки, не е, мене исто ми рекоа, па ти 2 дена во болница, толку си доаѓаш дома, завршува се. И јас дури за 3 дена имав, значи на 5-тиот ден после операција имав испланирано на работа да одам. Не. Значи не. Да. Тоа можам отворено да ви кажам, минимум 1 недела после операција не е лесно. Значи не е лесно, можете да станете, можете да се движите со одредени предизвици, ама дека ќе може да се работи, дека ќе може се слободно како претходно да се прави, не може. Значи тоа, сега нема што да лажам и тебе не те лажев, нели бев искрена. Точно. Чисто да знаете подобро да се организирате. Да, јас исто како беше еве па со бебе кога ќе се врати. На страна на твоето плюс моето беше дополнително дополнато и со доење на мало бебе. Да. Јас многу сум ти благодарна затоа што тогаш кога те прашав како оди целиот процес на опоравување после операцијата, ти ми го опиша до најситен детал и мене тоа многу ми помогна, прво за психички јас да се спремам за самата интервенција, а второ додека траеше периодот на опоравување, бев исто психички многу помирна, затоа што на сите блиски од околината кога ќе им спомнев дека треба да се оперирам да ја вадам жолчката, сите ми вика: не се секирај да ништо не е тоа, ништо страшно, тоа е многу проста демек операција, и некако сите тоа ти го сервираат така и ти си мислиш дека после 2 дена од операцијата кога не можеш да станеш од кревет, си викаш нешто со мене не е во ред. Ама твоето искуство детално објаснето како оди процесот на опоравување многу ми помогна. И ме смири дека не сум единствена и дека не е проблемот во мене, него дека едноставно искуството на опоравување е такво какво што е. Сега околу доењето, значи да, има болки. Јас например, сега значи болка како болка, мене и докторот ми каже дека ќе има болки и дека треба да очекувам болка, дека за болката можам да пијам било кој лек против болка, значи било кој. И ми рече да пијам по потреба. Толеранцијата на болката, и он самиот ми каже, вика, е многу индивидуална работа. Некои луѓе кои што сум ги имал, вика, пациенти во целиот тој процес на опоравување ќе се напијат 2 до 3 апчиња, некои вика ќе испијат 30 апчиња во рокот, нели, недела и пол. Така да вика, тоа е многу индивидуално. Моето искуство беше дека јас 8 дена пиев кетонали за болка. Јас сакам тука само нешто да дополнам. На вториот, третиот ден, демек сега нема да пијам јас, зошто да пијам апчиња, можам сама, и ми беше малку полошо.
А работата е колку повеќе стануваш и се движиш, толку побрзо закрепнуваш. Така што од една страна може би е вредно да се продолжи со терапија против болка, за да можете повеќе да се движите и побрзо да заздравите. Така што не е она да се правиме херои, можам без апчиња, како не, и после ден тако го сетив му викам на супер, дај ми ти ме напче. Да. Натажа што се прави. И само да дополнам, внимавајте само со аналгин. Мислам дека проверете на лактанција или проверете го ако сакате аналгин да пиете, проверете го на лактанција. Мислам дека имаше да се избегне аналгинот. Иначе сите други ибупрофени, парацетамоли, кетонари, така се сосема во ред. Околу доењето, позициите за доење, значи имаше сигурно мала непријатност додека се навикнеш првиот ден. Да, значи имав мала непријатност, ама јас, ако некоја мајка треба да се оперира од жолчка и после треба да дои, јас најтопло од срце и препорачувам да си купи, ако веќе нема купено, перница за доење. Затоа што со таа операција и со тие дупчиња во пределот на стомакот, мислам дека единствен начин да доиш и да ти е удобно е на перница за доење. Затоа што на перница за доење можеш бебето да го наместиш малку подалеку од тебе, да речам, да не те допира баш до пределот на стомакот и можеш да се наведнеш, градата убаво да ја наместиш за бебето да може да цица бебето да убаво. добие градата без во принцип да биде на тебе легнато и да притиска. И плюс може да си го наместиш многу удобно во позицијата фудбалска топка, која што на бебето му е супер, а на тебе ти е уште по-супер затоа што не те допира до Тоа сакав именно да кажам. Фудбалска топка е една од најдобрите во тие моменти, позиции, заради тоа што буквално нема контакт во пределот на стомакот. Да се избегне доење легнати, заборавете, барем 10 дена доење легнати, значи тоа нема шанси. На страна легнување кај мене нема шанси. Јас до душа уште од првиот ден кога се вратив од болница можев да легнам на страна, ама на пример ми требаше едно 5 минути да се наместам, да легнам и само да лежам, ништо друго да не правам. Мрдање во позиција на страна немаше шанси, пошто јас на страна спијам, не можев на грб никако да заспијам и некако успевав да се наместам на страна. 2 недели ама да дојам на страна немаше шанси, значи доење само на перница. Мислам, јас генерално општо и така и дојам, мене ми е така најлесно, ама знам дека има доста мајки кои што на пример им е лесно да дојат легнати, многу мајки има што ти дојат легнати. Значи тоа нема шанси сигурно. Барем 10 дена. Наотворено нешто ќе си спомнам, не знам дали е заради тоа што и мојот стомак е малку поголем и тоа си размислував, сека може затоа што имам поголем стомак и кога ќе легнам на страни, кога ќе шлапне вака самото и ме тегне и ме боли. Мислам наотворено, може би некоја мајка, пример, која што е така е по, да кажам, фит од мене, по-слабичка, може би во таа ситуација нема да има толку болки кои што се екстра предизвикани од тоа што вака на страна ми шлапнува стомакот. Тука не знам. Јас ќе се сложам со тебе пошто јас имам стомаче. Тука затоа не знам, значи ако нели некој од вас слободно пишете во коментар, споделете ли на пример, затоа што како што кажа, секој индивидуално искуство не знам за да ви гарантирам, ама да, бидејќи ако имате лапароскопска интервенција, па дури и за класична интервенција, пределот на стомакот ќе боли многу. Лапароскопска некој ќе си каже, дупчиња демек малецки, ама го полнат стомакот со воздух. И јас следно во болница застанав и викам, зошто викам мене, викам, кога ме разбудија, шо викам ја на дишење, викам ми се полни стомакот со воздух, шо викам јас имам болка, па викова ти вика имаш сега вика воспаление на вика на мускули стомачи. Исто како да си вежбала вика, затоа што нели го расширивме многу стомакот за да може да работиме. Така што и таа болка трае. И тоа трае некој недела дена. Да, трае, значи треба да се смират мускулите, да се смири се. И тоа е така малце предизвик, меѓутоа пак ќе кажам, може би некоја мајка ќе ни се кој што ќе каже, не, јас па налегнато ми одговараш. Ако само би ви рекла, ако лежите, пробајте позади вас да ставите перница, за да не бидете нели цело време напнати, туку малце да можете нели да се отпрете на нешто и да се релаксирате. После тоа доењето првиот ден ќе пробаш, ќе видиш вториот веќе знаеш, си нашла првиот ден некакво решение. Да се вратиме сега на стравовите и на организацијата по дома. Значи убаво ги наведе. Стравови, меѓутоа има уште едно нешто што го заборавме и мајките секогаш го забораваат.
што со млекото во болница? Што со градите во болница? Да. Пото секој пат ми викаат, бебето, како да испланирам, што да направам? И после никој пат не размислуваат, че викаме бе луѓе, а вие? Што не е воопшто нешто што е страшно, бидејќи како што разговаравме, што рековме? Тебе и ти рекол, ако може бебенцето да го донеса. Значи, Да. постои ќе разговарате со болницата, постои опција да се донесе бебенцето. Да, цица, најнормално. Имав една Да. која што работевме, бебето и го донесоа 2 пати во текот на денот, цицаше, следниот ден отиде дома и немаше проблем. Ама ако од било кои причини бебето не може да дојде да цица, нели? Што треба само да направите? Не Внимавајте. само бебето. Тука треба да се земе у предвид и мајката. Еве јас на пример Да. пред операција јас убедена бев, не ќе ми го донесете бебето, ќе го дојам у болница, па што сака нека биде. Јас тој ден кога ме разбудија мене од операција, ја имав толку големи болки, Да. толку не можев јас да се исправам од кревет, да се подкренам, да се наместам, што немаше шанси да земам бебето да го дојам. Значи немаше Да, да. шанси. И тоа е сосема окей. Овака. Да. Не си ставајте притисок без потреба. Да, не си ставате притисок, значи јас си реков, окей, сакав, ама не можам. Значи физички не можам да го дојам бебето сега. Окей, дома кога ќе се вратам ќе го дојам. Мене на пример во болница ме задржаа 24 часа и толку бев разделена од бебето, после 24 часа си дојдов дома и си продолживме да се доиме најнормално. Не се одби бебето. Не се одби бебето, Се бебето беше уште најнормално. Те беше најнормално како никогаш да не сме биле разделени. Јасно. Тоа е супер. Кажи ми со градите, бидејќи треба во болница Градите. се внимава многу со градите, што Да. се случува. Ти баш викам ексклузивно доиш, супер лактација, се. И како помина во болница со градите? Дали Ето се вака. преполнија, што се случи? Јас знаев дека може да се случи проблем со градите, нели со тебе тоа го дискутиравме и спремна си донесов рачна пумпа од дома. Сабајлето кога отидов во болница, пошто бев гладна и жедна и плюс бебето цицаше кога пред да излезам од дома, кога ме разбудија од операција, кога веќе се врати во соба, градите ми беа меки и не ги чувствував преполнети. Но, за да ја одржам лактацијата, за да не се направи прекин и така натака, јас земав да си ги измолзам градите. Не извадив некоја голема количина на млеко, првото молзење, ама, нели, сепак за да се одржи таа лактација и гледав додека бев тој ден во болница на околу 3 часа да ги одмолзувам градите. Без разлика колку млеко и да извадам, пошто не помалце. хидриран првиот ден, па полека почнуваат со инфузии да те го рехидрираат телото и тие работи. После веќе вечерта и ноќта кога се разбудив за да се измолзам, тогаш веќе имав така поголема количина на млеко. Меѓутоа генерално на едно 3, некогаш 4 сати јас ги одмолзував градите во болница. Голем предизвик ми беше тоа молзењето во болница искрено тој ден, затоа што не можев да се исправам убаво и со рачната пумпа не можев убаво да се наместам, пошто за рачната пумпа треба да бидеш во седечка положба, за да нели гравитацијата работи и да се наполни шишенцето со млеко. Маш ми првиот пат дојде и он некако успеавме на страна, па он стискаше со пумпата, некако се измолзивме, на крај си побарав од самата болница да ми дадат електрична пумпа за измолзување, што ми донесоа и после со електричната пумпа ми беше многу полесно затоа што не треба да стискаш и го немаш тој момент, така да можеби мајките што би требало да прават операција да се распрашаат дали во болницата би имале опција да им дадат електрична пумпа барем за тој престој во болница додека се да ги измолзуваат градите. Млекото... Или ако имаат електрична пумпа од некаде или да се или да поземат, да се снајдат, да си ја земат, пошто со електрична пумпа дефинитивно би било многу полесно. Така се одвиваше процесот со градите, а млекото што беше во болница, јас искрено го фрлав, што не треба да се фрла, јас го фрлав зашто немав што да му правам. Не дека беше млекото расипано или полно со анестетици или со не знам какви се митови може да се изнаслушаат мајките. Дури мене ми кажа и самиот медицински персонал во болницата дека ако сака таткото може да дојде, да го земе млекото и да си го однесе дома да му го даде на бебето. Али нас тоа ни беше малку неменаџабилно, и затоа го одбегнавме тој момент. Али ако пример живеат блиску до болницата и тоа би било опција, мајката да се измолзи, па да си го однесат млекцето дома.
Да. а околу разделбата и околу што ќе јаде бебето додека е дома, Е тоа, менаџментот претходно. менаџментот претходно, јас разговарав нели со тебе, направивме еден план, ти ме советуваше колку млеко и како да го замрзнувам млекото, мислам во кои порции, во порции од 80 мл и 60 мл дека е најдобро. Од прилика израчунавме колку би требало да биде еден оброк на бебе на таа возраст. И јас, пошто ја одложив операцијата за 1 месец од кога ми кажаа дека морам да се оперирам, месец и пол од прилика ја одложив и секој ден си се молзев дома и си замрзнував млеко. Да. Тоа млеко си го замрзнав и додека бев во болница, бебето си го пиеше моето замрзнато млеко. Пошто мене, например, искрено ми беше страв дека нема да го прифати адаптираното млеко ако му се даде, затоа што е многу различен вкусот. Едно, а друго, јас не сакав да му дадам адаптирано млеко на детето, затоа што кога јас имам млеко и можам да му направам залиха, зошто би вклучувала адаптирано млеко? Јасно. Така да, ако имаат мајките опција да имаат некој временски период измеѓу операцијата и моментот кога им кажале дека треба да се оперираат и можат да се молзат, топло ги охрабрувам да се измолзуваат, да си замрзнат млекце и после бебето да си го пие нивното млекце замрзнато. Јасно, тука се прави еден убав план, да не се удри турбо со измолзување, па да се направи oversupply или она што викаме, или да се направи хиперпродукција. Затоа се прави во согласност со тоа. Тука не можеме да дадеме нели конкретни совети вака и вака треба да биде, во согласност со тоа каква е фреквенцијата, каква ви е дневната рутина. Значи се разговара, се прави еден преглед, се прави еден план, дури да немате залиха, недела дена унапред што се вика, само е доволно по многу малку да се измолзите, многу малку, колку фреквентно тоа не можам пак речем да ви кажам. Тоа е многу индивидуално. И многу индивидуално. Али и на крај на денот, значи ако стварно не успеете и адаптирано млеко, нормално ќе се снајдете, тоа е тоа. Околу хранењето на бебенцето ние разговаравме дека може да се проба со шишенце, некој друг да го храни. Може ако бебето, пошто се случува бебе да не прифаќа шише, може да се користи чашка отворена или на крај на денот, нели ти реков, не се секирај, значи што и да е на крај со шприц ако треба, значи некој не, па и 10 шприца, оне ако пие ќе речеме 60, 70, тоа исто ти беше нели прашање. Колку? Пошто не знаеш кога ставаш на град, знаеш колку цица. Тука исто пак ќе речеме многу индивидуално заради тоа што стручно лице може да направи од прилика пресек ако се колку подои на ден, колку гради, па од прилика имаме идеја. Често, колку фреквентно сака бебето да цица. И па јас направив така фактички, јас например, пошто јас дојам кога сака, колку сака бебето и реално, например, предходно, нели ти кажав, јас немам појма колку пати цица Јована, не знам колку време цица деневно. И јас 2-3 дена пред операцијата запишував во колку саат цицала за отприлика да им кажам на домашните, отприлика кога да им, нели, некоја груба временска рамка кога да му даваат, ама добро, мислам, тој што, нели, видел бебе како изгледа, од прилика знае кои се знаците кога е бебето гладно, така да чим е гладно, ќе му дадеш. Еден ден ќе се снајдат, не е ништо толку, да кажам, нели, панично, ќе се снајдат. И нормално, се нуди, сака бебето, сака, не сака, али треба да се знае како да се понуди. Тука би рекла, мора многу да се внимава и со шишето како се дава, да се користи paced bottle feeding техника, ако користите шише. Со шприц полека, дајте прво да речеме едно 50 на 60, видете дали сака уште бебето, направете пауза, па после 10 минути понудете повторно дали сака, значи има начини сето тоа како да се организира. Побарајте тука стручна помош. Многу е битно, мајките, ако треба да бидат подолго време разделени со бебињата, од зборам, подолго време од еден ден, обавезно да си побараат помош од стручно лице околу менаџментот на тие работи. Ако сакаат, после да си продолжат, нели, да дојат. Значи, не е срамота во денешно време да праша човек. Фала Богу, има стручни лица кои што можат да одговорат на сите наши прашања и потреби, така да топло ве охрабрувам да си побарате помош од стручно лице околу менаџментот на разделбата и
што да се прави со бебето, што да прави мајката со градите, колку да се измозува, тоа е многу индивидуална работа. Ние не можеме, нити јас како мое искуство што сум го поминала, нити па Наташа како стручно лице, не може да каже некој совет што е генерален и важи индивидуален. Еве, на пример, чисто само за споредба, твоето искуство. Јас сум во Германија. Во Германија ние имаме други процедури. Во болница си 3 дена. Тоест, му доаѓа, ако те примат, мене примија во среда сабајле, тек во петок може да ме пуштат покрај 3 квази болнички денови кои што прават рутински контроли. Имав и мајка во Германија која што ја исто така работев со неја, придружував за целиот овој процес беше пред 2-3 години, каде што со бебето беа подолго одвоени затоа што процедурите тука се тие. Што значи, не дека не успевме ли исто. Го носеа бебенцето си цицаше таму, значи не беше ништо толку да кажам, нели драматично, ама прашајте, информирајте се за да се направи еден план, затоа што тоа ви дава смиреност на мајките. Тоа може ви кажете, ве забележам, добро, ако имам план, еве барем знам, окей, ова го смислив, ова, сега можам додамо на стандардното кај мајките, мора да испланираме и тогаш може. Да. Оти без нас ништо. Други не можат подобро од нас. Точно. Запрекавам, ама нели, чувството е тоа, како мајки, мислам, тоа ни е, не знам, некако бризгано во главата, ако не испланирам јас се. Тоа ни е инстинкт. Точно. Така што се надевам дека оваа епизода ви беше супер, дека ви е информативна. Ако имате прашања, слободно прашајте за се што ви интересира. И тоа, значи, барајте помош, не одложувајте, како што рековме, размислете ги кои се предизвици може да ги имате, убаво поминете ги, темално разгледајте од сите страни што ви може да направите и останете смирени и направете го на што за вас, нели, највеќе е логично, она што каме на вагата benefit versus risk, да ставите на вага, да видите да го направите она што е најдобро за вас и вашето семејство. Точно, и стоиме на располагање, и јас и Наташа стоиме на располагање за споделување на било какви искуства или прашања ако ги имате. Јасно. Ви посакувам убав ден, Ивана, фала ти многу за споделеното искуство. Верувам дека навистина е од големо значење. Знам дека е, не верувам, знам дека е од големо значење. Ти посакувам да имаш убав ден и ние ќе се дружиме повторно. Значи, ќе те викнам на подкастот. Баш ми беше многу пријатно. Многу пријатен разговорот. Фала ти многу и се надевам дека ќе им помогнеме и ќе ги охрабриме мајките да не ги одложуваат медицинските интервенции. Да. Ви посакувам на сите убав ден. Поздрав и се слушаме во следната епизода на подкастот.